Добра вечер, почитувани гледачи, јас сум Анастасија Илиевска, вие гледате За или Против. Среќен 1 мај, ден на трудот, а вечерва, откако се надевам дека убаво си поминавте со вашите семејства, ќе продолжиме со една значајна тема. Во фокусот ќе ни биде пред се 25 години јубилеот на СОС Детско село, меѓутоа ќе се осврнеме и на тоа што го прави СОС Детско село за да ги подобри своите услуги и сето она што го нуди на примарното семејство, на згрижувачкото семејство и најважно од се на децата. Вечера во студио имам тројца гости, од кои што една гостинка ни е од странство. Станува збор за Ким Голдин, која што е консултант, клинички психолог, еден од водечките експерти за дијадна развојна психотерапија. Зошто е ова важна и зошто овие обуки ги спроведува СОС Детското село, ќе дознаете во продолжение. Во студиото велам добра вечер за Јулијана Шумковска, раководител на советувалиштата на СОС Детско село. Добро дојдовте. Добро вечер, ви благодарам за приемот во вашата емисија. Ви благодариме. И Дејан Атанасов, кој што е лицензиран психолог. Добро вечер. Благодарам за поканата. Ке започнеме, Јулијана, од вас. Би сакала да ни кажете пред се која е мисијата на СОС Детско село и кои се главните принципи, имајќи предвид дека имате зад себе 25 години успешна работа. Визијата на СОС Детско село е дека секое дете расте во семејство обкружено со љубов, почит и сигурност. Нашата мисија е следна. Ние градиме семејства за децата во ризик, им помагаме да ја креираат својата иднина и придонесуваме за развојот на заедницата во која што живеат и растат децата. Главен и централен фокус на нашата работа, на сите наши заложби се децата. Во центарот на вниманието се децата. Ние нудиме семено заснована грижа за децата кои што веќе ја изгубиле за жал родителската грижа, но исто така сме посветени и на социјалната превенција, односно секаде каде што има можност, спречуваме децата да заминат од своите биолошки семејства и да останат заедно со своите родители. Нашето долгогодишно искуство и експертиза се водат од 4 главни принципи, а тоа е детето, дека секое дете е уникатно и ценето, родителот, секое едно дете заслужува стабилен, посветен и грижлив родител, семејство, секој дете расте во семејство во кое што е поддржано да го оствари целокупниот свој потенцијал и заедница се грижиме и се трудиме децата да растат во една безбедна и сигурна средина каде што ќе добиваат постојана помош и поддршка. Ги споменавте дел од улогите на СОС Детско село, но што е важно да знаеме, кои програми постојат, односно што е оно што го нуди како програма самото СОС Детско село? Така, СОС Детско село низ годините развиваше најразлични услуги, програми, проекти кои што се насочени кон децата, младите, родителите и згрижувачите. Првенствено би кажала дека имаме 3 лиценцирани социјални услуги. Едната е Центар за поддршка на згрижувачки семејства, каде што започнавме со 40 згрижувачки семејства, сега имаме 80 и тука, значи, сме територијално застапени во повеќе региони и тоа би кажала во 8 општини во градот Скопје, во Вардарскиот и во југоисточниот плански регион. Исто така имаме социјална услуга живење со поддршка, каде што имаме грижа и сместување на 28 млади без родителска грижа кои што се над 14 години и тука преку стручните тимови се грижиме за нивно самостојно функционирање и оспособување за нивна успешна иднина. И како трета лиценцирана услуга е услугата на советување, каде што преку во моментов веќе 4 советувалишта даваме поддршка на биолошките семејства, односно на родителите и децата да останат заедно и на годишно ниво преку овие советувалишта помагаме на во просек околу 50 на семејства, 100 родители и 150 деца. Оно што го разбрав е дека важниот фокус ви е да го зачувате примарното семејство, се вложува во него и секако доколку има потреба и да ја пружите останатата помош, но би продолжила Дејан со вас како СОС Детското село им помага на семејства да останат среќни, бидејќи среќно семејство е здраво семејство, и како децата да ја добијат потребната грижа и сигурност во семејството, нели, во семејството во кое што припаѓаат.
СОС детско село обезбедува поддршка за семејствата, која што е неопходна за тие да можат да функционираат. Сега зборуваме за згрижувачките семејства пред се, кои што се во надлежност на СОС детско село, за да може да функционираат добро семејствата, секоја поддршка е неопходна. За згрижувачите, за децата и за нивната околина. Поддршката се обезбедува на разни начини. Јулијана ги спомна програмите кои што во голема мера се занимаваат токму со тоа. Поддршка на семејствата. Преку директна поддршка на згрижувачите, преку селекција, преку евалуација, преку тренинг, преку на разни начини се обезбедува поддршка. Поддршка директна и за децата, на кои што се следат во нивниот развој, во нивната адаптација во семејствата, во потребите што ги имаат, во училишната средина. Поддршка ни е потребна на сите нас и СОС детско село ги препознава и ги обезбедува во рамките на своите програми тие можности за развој. Што ја прави грижата на детето посебна? Дали тоа е начин на кој што се однесуваат членовите на семејството, дали се тоа зборовите кои што ги кажуваат, што ја прави грижата? Па, на разни начини се изразува, нели, грижата за детето. Зборувавме за како да се покаже тоа безусловно прифаќање, таа безусловна љубов у која што детето не работи да ја заслужи љубовта на своите родители, туку има право на неа со самото свое постоење. И родителите тоа го покажуваат на разни начини и со вербални пораки директно, дека го сакаат, дека им е драг, дека се среќни со него, дека се горди со него, затоа што е, не затоа што нешто заслужил, нешто направил, нешто прави посебно. Туку едноставно затоа што постои, затоа што е тука со нив. И невербално, со начинот на кој што го гледаат, со тоа што го прават за него, со однесувањето, со тоа како го организираат своето време околу детето и така натаму. Значи повеќе аспекти се значени, но повелете, сакате нешто да дадете? Сакав да го дополнам колегата Дејан. Прашавте претходно со какви совети и како работиме со децата, нели, и младите, какви совети нудиме. Во рамки на СОС детското село функционира одделение за психолошка поддршка и специјална едукација и рехабилитација. Што значи тоа? Дејан е дел од тимот, како советник психолог, и имаме специјален едукатор рехабилитатор, кој што на децата и младите без родителска грижа, но и на децата во ризик од биолошките семејства им нудат психолошки советувања, им нудат дефектолошки сесии, имаме сензорна соба, каде што децата со специфичен развој ги развиваат своите когнитивни, моторни способности. Децата ова катче го чувствуваат како свое, едно безбедно место, каде што се убаво прифатени и ги развиваат своите потенцијали, кај психологот може дека го кажат својот ложден на училиште, да кажат што ги загрижува во една доверлива средина, каде што секако се сослушани, прифатени, насочувани, следени и водени како да се снаоѓаат во овие секојдневни ситуации кои наведом изгледаат лесни, но верувајте, за децата и младите кои што во нивното минато поминале травматски искуства, дали заради
насилство, за поставување и занемарување, за нив секоја нова ситуација може да биде шок и да биде тригер или предизвикател на некоја случка од минатото, дури нешто убаво, некој мирис, некоја дразба, некое место може да ги потсети на нешто лошо за жал што им се случило во минатото, и тука психолозите, социјалните работници, дефектологот, тука се за детето и младото лице да му помогнат да ги изрази чувствата, да разбере што му се случува и дека нема лоши емоции, дека сите емоции се корисни, меѓутоа да ги научиме како соодветно да ги изразат, да поминат низ нив и потоа да се справат и со тие тешки емоции. Така да ова е многу важно, сакав да го потенцирам, бидејќи е нешто ново и навистина е доста ценето и од згрижувачите и од родителите, и имаме доста семејства кои што бараат да бидат вклучени во овие советувања. Да, особено како што кажавте, и светот во кој што живееме дополнителен предизвик, слушаме какви не врснички насилства има и колку тоа сето влие. Секако. Ќе позборуваме и за психолошкиот дел, но би сакала уште малку да се држиме на вашата работа како СОС Детско село и на вашиот јубилеј од 25 години. Од нас сето што го кажавме, од она што знаеме дека го работите, станува збор за навистина голем систем кој што служува специфична категорија на млади пред се, меѓутоа ако зборуваме во поширок контекст и семејствата. Така. Па на што првенствено сте најгорд денес и како ја реализирате? Имате ли поддршка од општините, институциите, од другите граѓани, за да може и да успеете во изминативе 25 години да го постигнете сето ова за кое што зборуваме? Така, па на што сме горди, еве јас лично ќе кажам, прво сме горди што имаме над 100 професионалци, стручен кадар, кои што имаат експертиза, кои што се многу посветени и имаат голем ентузијазам да даваат поддршка, љубов и советување на децата и на младите. Горди сме на тоа што се грижиме за децата без родителска грижа, даваме стручна помош и поддршка на згрижувачите да обезбедат поквалитетна грижа за своите згрижени деца. Потоа, даваме превентивна поддршка, даваме совети, информации, едукација на биолошките родители, како да станат подобри родители и да се грижат за своите деца, на децата и младите. Им помагаме да стекнат социјални и животни вештини, да го коригираат на позитивен начин своето однесување. Горди сме што постојано се трудиме да излеземе во пресред на потребите на нашата целна група, на ранливите, децата, младите, родителите и згрижувачите, преку наши услуги, преку проширување на услугите, преку развој на нови, преку наша достапност и во други подрачја надвор од градот Скопје, онамо каде што има потреба и каде што имаме можности и соработка од заедницата, прифатеност да продолжиме да работиме. Развиваме нови методологии за директна работа и поддршка на деца и млади. И исто така би кажала дека Детско село е една организација која што навистина се труди да на вработените им овозможува континуиран професионален раст и развој преку нови советодавни пристапи, иновативни обуки кои што ни овозможуваат нас како вработени да се стекнеме со техники, алатки, методи како подобро да работиме со децата и младите и нели да бидеме поуспешни во сето тоа што ни е крајна цел. Убаво го поменавте ова колку е важно да се вложува во вработените и во нивната експертиза и знаење. Во моментов има регионален проект, тоа е Право на семејство 2, кој што не само што се случува кај нас во Македонија, туку се случува и во Албанија, Украина, Белорусија, Арменија. Зашто станува збор? Што бидејќи имате обучувач со кој што ќе го слушнеме или за кратко ќе имаме и нејзина изјава, станува збор за Ким Голдинг, кој што е консултант, клинички психолог, еден од водечките експерти за дијадна развојна психотерапија. Во таа насока си и обуките во проектот Право на семејство 2. Како гледате вие како психолог на ова и колку се важни овие вештини и знаења кои што ги стекнувате? Тоа е извонреден начин да ни се доближат и нови пробиви, да ги кажеме, во и науката и во примената на новите сознанија во интервенциите кои што се насочени кон поддршка на
специфично овие деца кои што се оптоварени од една релацијска травма во своето детство и кои што се исклучително отпорни, да ги кажеме, на вообичаените методи. Ова нова, да речеме, техника, метод, пристап, кој што го развил Даниел Хјус, доктор Даниел Хјус, психолог од Соединетите Американски држави, сега се проширува низ светот како алатка која што е погодна за работа со децата кои што имаат нарушувања во атачментот, во приврзаноста и ја одбиваат родителската улога. Значи, зборуваме за метода која што е специфично создадена и би се применувала кај деца кои што имале траума во детството. Токму така. Развојни трауми кои што децата ги обременуваат и кои што се јавуваат како низа на проблематични однесувања со кои што згрижувачите или тие што имаат улога на родители на овие деца ги соочуваат со неможност да одговорат на проблемите со кои што се соочуваат. И преку овој проект што го спомнавте, ни е овозможено и тука во Македонија да бидеме обучени во оваа техника и да можеме да ги применуваме методите под супервизија и да бидеме поттикнати да го прошириме тоа кај нас. Не сум сигурен дека тоа е случај во другите земји. Мислам дека е специфично за нашата земја да го воведува тој пристап. Во другите земји мислам дека се опфатени други методи, обуки во рамките на проектот и тоа е извонредна можност затоа што овие ни се доближуваат најнови, да речеме, сознанија од оваа област. Тоа се сознанија кои што веднаш можете, предпоставам, да ги примените во работата. И ги применуваме. Веќе ги применуваме. И ги применуваме и се обучуваме и сме дел од еден поширок тим кој што работи на таа проблематика. Од стручниот представник ќе слушнеме, но би сакала само уште едно прашање пред да го повикам, нели, снимениот разговор. Колку е важен професионалниот развој со вашето искуство, нели, како го гледате и развојот? Претпоставам дека двајцата сте од почетоците, колку време сте во ССД-ска сила? Да, добро прашање. Јас во април сега направив 18 години. На шега пред колегите велам, станав полнолетна во работата. А колегата е 16 години. Значи тука сте. Вашето искуство е големо, огромно, да. би кажала. Колку е важен ваков професионален развој, особено што како што кажа вашиот колега Нели Дејан, ова се случува кај нас. Ова обука, ваков начинот, односно овој консултант Ким Голдинг доаѓа во Македонија, не доаѓа на друго место, и колку е важно стекнатото знаење. Така, прво сакам да кажем нескромно дека навистина ми е чест што сум дел од ова семејство и еве што имаме можност да ја промовираме нашата работа. Јас за себе ќе кажем, па и за останатите вработени низ овие 18 години како што сум дел од детското село, имам поминато бројни обуки за професионален раст и развој кои навистина се многу корисни и ми е драго што менеджмент тимот, организацијата се труди преку иновативни проекти да ни ги донесе овие обуки за кои што навистина е проценето дека ќе донесат една свежина, една нова енергија во работата. Зошто? Ние покрај тоа што имаме многу обуки, секоја една нова обука си носи едно ново освестување, една нова визија, еден нов поглед кон работите
Јас би кажала дека еве како раководителка, бидејќи сум дел од ова обука, колегата Дејан многу убаво објасни што ќе значи тоа за стручните работници. Добив една друга свесност за грижата за вработените, со кои што работам. Зошто? Ние секако имаме тимска работа, кај нас една од клучните од клучното мото на работа е тимската работа и соработка. Преку овие принципи на емпатија, прифаќање, соработка, поддршка, слушање, ние менаџерите стануваме поуспешни лидери во она што го работиме. Имаме нови техники за мотивација на тимот и поддршка, и сето тоа, односно посветените вработени кои што се разбрани и поддржани од менаџмент тимот, ќе придонесе кон многу поквалитетна и поуспешна директна работа и нивна поддршка на нашите крајни корисници. Инаку заборавив да ме спрашавте за партнерствата, ако ми дозволите сега, и на овој проект Право на семејство, во овие обуки, како и на други обуки, вклучивме наши партнери и соработници. Конкретно на обуката за дијадна развојна пракса и дијадно развојно родителство беа вклучени представници од Заводот за социјални дејности, од Центарот за поддршка на згрижувачки семејства 11 октомври и Центарот за поддршка на згрижувачки семејства Битола. Инаку, ние во сите овие 25 години наше функционирање и постоење, за да ја обезбедиме и да работиме на нашата мисија и визија, не сме сами. А тоа е многу важно, бидејќи ние имаме едно мото, за да израснеш едно дете, потребно ти е цело село. Село е во нашиот назив, но тоа значи една цела заедница. Што значи тоа кај нас? Имаме бројни партнери, соработници, помагатели, поддржувачи, донатори на детско село, кои што се постојано вклучени со нас и заедно работиме. Пред се тука би ги спомнала Министерството за социјална политика, демографија и млади. Заводот го спомнав, центрите за социјална работа, кои што се многу важен партнер, бидејќи ни упатуваат семејства во советувалиштата, исто така сместуваат деца кај нас и млади, општините каде што функционираме, локалните основни училишта, градинките, невладиниот сектор, секој еден е многу важен во поддршката на децата и на семејствата. Како што кажете, за да се порасне едно дете, буквално е потребно цело село, но и експертиза. Кога сме кај експертиза, ќе го повикам на кратко интервју кој што го направивме со господја Ким Голдинг, кој што е консултант, клинички психолог и еден од водечките експерти за дијадна развојна психотерапија, ќе објасни што представува самиот концепт и ќе ги пренесе нејзините знаења. So please tell me, what is dyadic developmental psychotherapy and why is this method or approach so important? So dyadic developmental psychotherapy, which we call DDP for short, it's easier to say, is a model that was developed by an American clinical psychologist, Dr. Daniel Hughes, and he was trying to find a way of helping children who had experienced relational trauma in their childhood, in their families. And the usual ways of working with children were not helping these children. So he developed this model, which has since expanded from being a therapy model to also being a model of parenting and a model of practice. So we want the children to experience the same way of being from their parents, from their therapists, from their teachers, from their social workers. And it's a way of being that helps to connect with them emotionally so they can overcome the fear and trauma from their early experience. Yeah. So what's the difference between the DDP and the other approaches? Traditional ways of working with children focuses on their behaviour, and because these children, because of their trauma, can have behaviours which are very challenging to live with. And traditional ways of working try and help them change their behaviour. But it misses what's going on inside the child. And inside the child is a lot of fear, a lot of worry, a lot of mistrusting that people are going to be kind to them. So what we try to do in DDP is we try to connect with that internal world as well as the outside behaviour. And we try and help the children to feel a bit more secure in their relationships. So it's a very relational approach,
We're always trying to help children to feel that they can trust parents, particularly, but other adults as well. Mhm. So how can this approach strengthen the services of SOS Children's Village? Well, obviously, a lot of the children that they're working with would fit this relational trauma. So having a model that is research-based, that has been developed specifically for these children, is going to be beneficial for them. It does mean taking a step back from the behaviours. We do help them manage their behaviour, but taking a step back and connecting with them first, and that is probably something that is less familiar to the people working here. So we're introducing something a little bit different, which we believe will really help the children feel more secure in their families and in their schools, which will help them grow up more healthily. So you have a lot of experience. So why is it important for the organizations as SOS Children's Village to invest and to import this kind of methodologies, to really incorporate these different approaches in order for them to help the children? Well, I guess anyone, SOS Villages or any organisation that is working with children with traumas want to help them heal from their traumas. So they need to find methodologies that will help the trauma that the children are carrying. Beyond that, DDP also offers a way of supporting the carers of these children. So it's not just therapy with the children, it's therapy with the children plus their carer, and it's support for the carers as well. And carers are taking these children in, and they are exposed to the impact of the trauma that the child brings to the family. So these organisations need a way to, how do we help our carers become resilient so that they can manage the children and manage behaviour and not feel I can't do this anymore because it is too hard. So we have ways of supporting them and helping them look after themselves as well as to look after the children. And I think this is one of the few models that has that attention to the parenting as well as to the therapy for the children. What is the biggest challenge in the parent-child relationship? The children have been hurt within their families, within their birth family. This is not a judgment of the birth family. The birth parents have their own difficulties, but that means that sometimes they neglect their children, sometimes they are too punitive with the children, sometimes they're fighting, there's domestic violence around them. So there's lots of reasons why children learn not to trust in being parented. Their early experience of being parented has not been good. So the biggest challenge when we look after these children is how do we help them to trust that parents are safe and that they can be vulnerable with the parents and that they will be looked after. So the children have tended to learn different ways of being that help them to manage in their early life. Generally that is very controlling behaviours, and if you have a very controlling behaviour, you're not open to the relationship. You're not open to being influenced by your parent. You're resisting that. Mm-hmm. So the biggest challenge of all, I believe, is that the parents have to overcome this children's fear of them. Mm-hmm. So they have to find ways to emotionally connect, which show the child you are safe here. The other layer to this challenge is because this has happened very early in their life, it has fed into the way that the nervous system develops, and the nervous system develops to adapt to danger and not safety. Mm-hmm. So when the children are now in safe homes, they are still looking for the danger all the time. Mm-hmm. They're what we call hypervigilant. Is this safe? Is this safe? Is this safe? Mm-hmm. So is it easy to, this will be the final question, is it easy to restore the relationship? It takes a long time. It takes a very long time. Carers have to be very patient because you're not just changing the child's behaviour, you're changing their whole nervous system. You're trying to move their nervous system into a constant state of defence, into being open to the relationship with their parent so that their parent can take care of them.
that is not a quick process, which is why the carers need a lot of support around them. Okay. Да, тоа беше Ким Голдинг, консултант и клинички психолог, една од водечките експерти за дијатна развојна психотерапија, која што изминатиот период вршеше обука на вработените во СОС детско село, се со цел да им се даде подобра грижа пред се на децата, а потоа и на згрижувачките семејства. Продолжуваме понатаму, би продолжила со работата на СОС детско село и тоа во суштина, во која насока се вршат обуки, вложувате, јубилеи имате, во која насока ќе продолжи да се развива СОС детско село и како ќе продолжи да им помага на родителите и на децата, бидејќи сакам да го опфатиме моментот за тоа колку е важно да се вложува и во примарното семејство, тоа што генерално и вие го правите, и колку како вие ќе постапите понатаму во однос на секако помошно на родителите и на децата во примарното семејство, а понатаму и во згрижувачките семејства доколку е потребно. Така, значи ние не застануваме тука, продолжуваме со нашата работа, првенствено во директна грижа за децата и младите без родителска грижа. Продолжуваме со советувалиштата, каде ќе даваме совети на родителите и децата, како и ќе се потрудиме да им помогнеме да останат заедно. Продолжуваме, како што кажав, не само во градот Скопје, туку и во други градови, во Струмица и во градовите Струмица и Кавадарци имаме отворено центри за поддршка на згрижувачки семејства, а преку проектот Право на семејство од 1 март оваа година започнавме во Кавадарци со советувалиште, односно поддршка и советување на деца и родители за граѓани од градот Кавадарци и од регионот. Продолжуваме со нашата мисија, како што кажав, продолжуваме со партнерствата. Многу ни е битно да имаме одржлив развој, за да можеме сите овие услуги квалитетно да ги одржуваме и да обстоиме. Важно ни е, ќе продолжиме со развој во смисла на иновации, како што кажав, уникатни обуки за вработените, поддршка и секако со проекти кои што се потребни, а не се во моментов застапени. Тука би ги споменала и двата проекти кои што се многу важни и функционираат во рамки на СОС детско село. Првиот е проектот за вработливост, поддршка за вработливост на млади и овој за кој што досега зборувавме право на семејство, каде што се трудиме да на овие млади, на ранливите категории, да им овозможиме пристап до вработување, до обуки кои што ќе ги зајакнат нив и полесно ќе можат да се снајдат на пазарот на трудот. Секој че за ова што го правите, особено и поддршката за подоцна се снајдани во светот во кој што живееме, а светот во кој што живееме е малку динамичен, комплициран, па ќе ве прашам колку е тешко да се биде добар родител денес, дали постои добар такво нешто како добар родител и што всушност значи тоа и секако како гледате вие на тоа добар родител? Велате дека добар родител, лош родител, има ли вистина во тоа? Прво, совршен родител не постои. Сите правиме грешки. Родителот е толку добар колку што прави помалку грешки, да речеме. Треба пак да се вратиме на грижата, што е добра грижа и како се обезбедува добра грижа, за да знаеме што е добар родител. И ако се вратиме на тоа, дека една од основните состојки на тоа добра релација со детето и на тоа да се биде добар родител е да се покаже таа безрезервна љубов. Доаѓаме и до тоа што е тоа што го прави родителот добар. Но тоа не е единствено. Љубовта е неопходна, но не и доволна. Знаеме дека има неколку, да речеме, родителски стилови и ги препознаваме како некој авторитарен, некој што е многу строг, што има многу крути граници, пермисивен, некој кој што е многу попустлив. Препознаваме авторитетен
родителски стил. И тука некаде е и одговорот што е тоа добар родител. Родител кој што обезбедува љубов, кој што обезбедува да се развива една сигурна приврзаност со детето, но истовремено обезбедува и граници, структура и последици за однесувањето кој што одскокнува, за да може да се канализира на некој начин тоа однесување во она што го сметаме за соодветно и конструктивно. Имаат ли интерес родителите да научат повеќе за родителството? Бидејќи чинам дека денеска имаме толку многу и стати на интернет, ни е се достапно. Колку тие информации ни помагаат или ни одмагаат? Па порано немаше толку акцент на родителствувањето и некако беше како природно и како секој знае да биде добар родител и секој некако како што е научен и се води во родителствувањето. Но имаме многу сознанија во изминатите години за тоа што функционира и што не функционира. Би рекол дека интересот на родителите за да се надоградуваат самите себе и да стануваат, да учат нови вештини, да ги исправат своите грешки, да ги воочат и исправат своите грешки во односот со децата, се зголемува постојано. И интересот за обуки низ кои што поминуваат родителите, би рекол дека се зголемува. Се почесто се случува, ми се чини, да бараат помош, да бараат поддршка и да се интересираат за тоа како можат да му помогнат на детето, како може да си помогнат сами на себе, за да овозможат подобар развој на детето. Би рекол дека во последните години се повеќе се бараат услуги какви што и СОС Детско село нуди во поддршка на менталното здравје, во поддршка на родителствувањето, во поддршка на родителите и на децата да ги надминат проблемите со кои што се соочуваат или како подобро да функционираат и да немаат значителни проблеми. Јас би сакала да надополнам тука дека во советувалиштата токму оваа тема не е многу важна, бидејќи родителите кои што се дел од нашите советувалишта посетуваат советувања по две програми. Едната е јакнење на семејства, каде што директно работиме со родителите, со децата на училишна возраст и на крајот имаме семејни сесии со целото семејство. Ова зборуваме за примарното семејство. За примарните семејства, Тоа ќе беше и под прашање, веќе сме во оваа тема, така што ќе продолжите она што сакате да ми го кажете, но зошто е важно децата да останат во својата природна средина, односно таму каде што сораѓање припаѓаат? Како на дополнување на што вие сакате, што го почнавте? Многу добро прашање. Кажавме дека работиме на алтернативна грижа, но и на превенција. Во превенцијата или во советувалиштата се раководиме од паролата дека најдобро место за здрав раст и развој на едно дете е неговата примарна биолошка средина, зошто бидејќи таа е здрава основа за негов понатамошен развој, љубов, почит и сигурност. Секако онаму каде што забележуваме, работејќи со семејствата, грубо запостување на детски права, насилство, сомнеш за насилство и така натаму, соработуваме со центрите за социјална работа, кои што пак се одговорни државни органи да проценат што ќе се случува со децата. За среќа, во овие 18 години од поддржани околу 500 семејства, на рака се бројат мал дел се семејства каде што морало да се одземат децата заради, како што кажав, сериозни причини. Поголемиот број од тие семејства биле поддржани, зајакнати и децата останале кај нив.
Како да се стигне до тие советувалишта? Дали тоа значи дека родителот сам треба да е свесен, но во некои дисфункционални семејства најчесто тој не е случај. Како да пристапа? Дали некој ве поврсува, ви кажува дека може би има ова семејство има потреба од советување? Дали семејствата сами доаѓаат, дали училиштата помагаат? Како доаѓаат до советување? Да, има повеќе начини. Едниот начин на кој што семејствата доаѓаат кај нас е преку упатница од центрите за социјална работа. Тука семејствата кои што се третирани кај нив заради одредени предизвици во родителството, отуѓена релација родител-дете, некоја семејна криза, разделба, загуба во семејството, ги упатуваат кај нас во советувалиштата. Вториот момент или начин е кога граѓаните можат самостојно да се обратат во нашите советувалишта, ги информираат и нашите соработници, како што спомнавте, училиштата, градинките, патронажните служби, невладините организации, сите оние кои знаат за нашата работа, што точно помагаме и ги упатуваат кај нас. Секој еден граѓанин кој што поминува или семејство, родители со деца, кои што поминуваат низ некаква семејна криза, како што споменав, загуба, имаат деца во пубертет, кои што пројавуваат посериозна промена во однесувањето, бунтовничко однесување. Слободно може да се обратат во нашите советувалишта. Како што кажав, имаме советувалишта на повеќе локации. Едното е во општината Шуторизари, на улицата Индира Ганди безброј. Второто советувалиште се наоѓа во општина Газибаба, населба Ченто, на улица Палмиро Толјати безброј. И третото советувалиште или во советувалиштето за психолошка поддршка, специјална едукација и рехабилитација, исто така во Ченто, на улица Финска 131. Го споменав сега четвртото во Кавадарци и нели здравје Боже, до година планираме и во друг град, во југоисточниот регион, бидејќи потребата е тамо голема. Наскоро ќе имаме бесплатна телефонска линија, која што ќе објавиме за советувалишта за семејства? За советувалиштата каде што семејствата или заинтересираните граѓани кои што ќе сакаат да добијат некаква информација, совет, да закажат средба со нашите стручни работени, ќе може да се јават на таа линија и да ги добијат дополнителните информации на оваа тема. Јан како психолог во СОС Детско село, што е оно што го увидовте, бидејќи реалноста дека не сите деца имаат можност да растат безбедно, па уште помалку да имаат психолог на кој што или психолошко советување. И мајке ги предвид и последните случувања што ги слушаме за навистина алармантно врсничко однесување, претпоставам дека децата кои што поминале низ траума, пак ова може да им се случи некој врсничко насилство, дополнителна траума во нивниот живот. Како помагате вие како СОС Детско село во овие случаи? СОС Детско село на еден од стожерите политиката на обезбедување на безбедност на децата. И тука постојат процедури за пријавување, за одговор во случаи кога безбедноста на децата е загрозена. Тоа функционира од почетокот на СОС Детско село и тоа ни е баш важна алатка во тоа да се осигураме дека даваме најдобра безбедност од наша страна. Ризиците се многобројни во денешното општество. Сведоци сме на многу случаи во кои што врсничкото насилство се пројавува и остава последици врз децата жртви, врз децата сторители. Тоа е поширок општествен проблем. И не го третираме колективно, туку поединечно у случај кога се јавува, работиме со децата на тоа да си го повратат своето чувство на безбедност, да си го повратат својата моќ. Работиме во координација со училиштата, со стручните служби, со старателските органи, центрите за социјална работа. Работиме
и со деца кои што се означени како сторители на врсничко насилство и со деца кои што биле жртви на семејно на врсничко насилство. На сите начини ги обезбедуваме услугите што им се потребни во дадениот момент и што ќе се проценат дека ќе бидат полезни за детето. Едни од критики, од тоа што можеш да се прочита на социјалните мрежи, дека родителите премалку време посветуваат со децата поради и животниот стил кој што дел ни е наметна, дел е таков каков што е. Што значи квалитетно поминато време со детето? Па така и да ја комплетираме приказната за што значи добар родител. Да, потребна е љубов. Да, потребни се граници, потребна е водење, а тоа се случува во време. Потребно е да им посветуваме време на нашите деца. Потребно е да бидеме организирани, за да можеме да бидеме присутни, да не ги препуштаме на воспитување на социјалните мрежи, на интернет и на, врсниците во малото или на училиште, тука да бидеме вклучени, да бидеме информирани, да бидеме тука, да знаеме што се случува, на разни начини да бидеме вклучени, да знаеме и да сме тука. Благодарам многу за овој совет. За крај, како ние како граѓани можеме да помогнеме и да придонесеме кон мисијата на СОС Детското село? Да. Па кажав дека имаме многу соработници и партнери, но секогаш сме отворени Претпоставам дека и граѓаните индивидуално можат да за соработка. На нашата веб страница СОС Детско село Македонија граѓаните може да добијат информации како да донираат, тоа е за индивидуалци, компании кои што сакаат да поддржат нашата мисија и да возможиме, како што кажав, квалитетна грижа за децата и понатаму. Исто така би кажала дека како може да се вклучат. Ние во моментов започнуваме со две кампањи. Едната е кампања за родителство, која што ќе оди преку вработените на советувалиштата, а втората е кампања за промоција на згрижувањето. Тука граѓаните можат да се обратат, граѓаните кои што се заинтересирани да добијат повеќе информации, што значи да се стане згрижувач. Може би имате на хумана нишка во себе и би сакале да размислат, да понудат безбеден и грижлив дом, како што кажа колегата за овие дечиња, може да се јават на бесплатната телефонска линија 075 277 447. Да поминат интересни и корисни обуки кои што ќе им дозволат да донесат информирана одлука дали сакаат да продолжат со процесот на згрижување. Достапни се тука советувалиштата. Може да ни се обратат исто така за совети, информации и така натаму. Така да отворени сме секогаш за соработка, како што кажав, поддршка, ние да помогнеме на некого, така да соработката е обострана. Благодарам многу за вечерашното гостување. Во некоја следна прилика ќе позборуваме и за останатите теми, но мислам дека денеска наставме и ги информиравме гледачите за многу клучни теми. Пред да се одјавам јас од една добра страна на социјалните мрежи, што некогаш и нешто добро ќе слушнеш и ќе прочиташ. Така јас една многу убава мисла, односно преку едно видео каде што го прашуваат еден психолог како да ги заштитиме децата од социјалните мрежи, од сето она што се случува. Една многу добра порака беше упатена. Дали беше автор, не ме држите за збор, не беше некоја од оние што најчесто ги гледаме, но беше многу добра порака беше пратена. А тоа е дека да градиме самоуверени деца, кои што се сигурни во себе, затоа што самоуверени деца кои што се сигурни во себе нема да потпаднат на лошо влијание ниту на социјалните мрежи, ниту пак некој може да им прати некоја порака од скриен број или да им глуми дека не, ниту пак би попаднале по некое друго влијание, така што што можеме најмалку да го направиме да вложуваме во нивната самоувереност. Самоуверени деца не потпаѓаат под влијание. Така што ова нека биде една порака која што ќе упатам до вас, почитувани гледачи, ќе ви посакам убав остаток од денот и убав викенд, продолжен викенд пред вас и секако останете на фреквенцијата на телевизија Алфа. Поздрав!
Thank you.